civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Впрочем, затоа и мојата шамија тука е Портокалова, значи на тоа 16 дена активизам, не насилство пишува и не така случајно го избрав, иако не ми одговара баш искрено со обликата, но во општеството не одговараат некои работи, навидум треба да изгледат совршени, симетрични и така како впрочем и мојот од не е баш нешто како нормалните луѓе да кажам. Го носам секогаш за да се подсетам токму и на тоа што Елвис начнак. Да, изјавите за жал, особено на жртвите, како поранешна жртва на семејно насилство и како жена што трпела буквално психичко, физичко насилство, јас сум била, што сум отишла да пријавам насилство и изјавата ми било на етер, на воздух, онака, додека не сватиш дека тоа е така добро совршено, организирано, за нас да не изгледа дезорганизирано, впрочем, да ти да не можеш да ја дадеш таа изјава. Верувајте, за една обична изјава мораше да барам врски во наводници, по некоја случајно се најде моја школска другарка, па да дадам тоа што мене и законски ми следува и ми треба како право да го уживам. За иронијата да биде поголема, во случај кога лично требаше да исто да повикам помош од тие што треба да ме заштитат во тој момент, не толку далеку, пред една декада да кажам, и доаѓа двајца полицајци. Едниот албанец, другиот македонец, од тоа што мислат дека нели името звучи албанско и нема тука да разберам ја македонски. И буквално се случува акт, да кажам, пред службените лица за после 2 недели жртвата во тој случај тоа време да добијам јас тужба за лажно пријавување или нешто вакво. Значи имате и ова, па да не зборуваме за колкукратно и неколкукратно дискриминирачки, па после тоа моментот со терминологијата е сосема нешто што може многу лесно да се решава, без разлика што таа е вечна тема за нас. Еве јас по професија сум лингвист и секогаш ја имаме таа дилемата дали да прифатиме дали е попреченост, дали е по инакви вештини или способности или инвалидитет. Се уште во Македонија има организација што го користи терминот хендикеп. Тоа е малку важно во односа на суштината и на нештата што треба да се направи во, да кажам, оваа категорија на граѓани или во категоријата воопшто на правата и таа социјална правда или општествена правда. Навистина не е пријатно и не е така едноставно да застанете и да кажете не или да признаете нешто што и лично ве засегало. За жал, многу жени се обесхрабрени без разлика на која националност. Јас си го земам правото да да го поздравам Цивил за сите активности што ги прави. Вчера, прочем, го имавме и Меѓународниот ден на човековите права, ден што ги опфаќа сите права, па и правата на лицата со поинакви вештини и способности, би кажала. Зашто да имате мир и развој во едно општество, мора да ги исполните тие основни права. За среќа, со професорката сме биле во неколку така и дебати и би го спомнал аргумент пред неколку години беше и јас тогаш веќе бев спремна да ја напуштам државата и кажувам да, јас ке заминам во Шведска и професорката, не знам сега дали се гледаме вака, како технички тоа се изведува вака, чинам дека позади грб ми е, вика да, вие ке отидете во тоа општество, но тоа општество, вика, го направил некој друг за нивните граѓани. Што правите вие за вашето општество? Се јас како лидер се трудам да брам, максимумот од себе го давам, како жена, како граѓанин, па како еве и представник, да кажем, на таа граѓанска група на лица со попреченост, но не идеално. Како што не се идеални моите бои тука, нели, ова штрчи и штрчи најмногу, се гледа најмногу ова. И навистина е болно, но треба да сватиме дека не секогаш треба да го имаме пристапот на таа виктимизација и пристапот на тоа дека нас ни се прави тоа, треба да излеземе од тоа. Од тој круг, да кажам, безизлезен. Зашто го спомнавте момчето со оштетен вид. Горда сум и срекна сум што сум била 3 години координатор на студенти со попреченост или со инвалидност во рамки на Универзитетот Кирил и Методи и сум го дала мојот труд токму на тоа, токму за лицата со попреченост, меѓу другото и лицата со оштетен вид, каде сум го позајмила самоволно, значи волонтерски, како да кажам, зашто пред некој ден беше и денот на волонтеризмот, значи во секоја од овие области можам да прочепнам нешто и тоа ми е драго, зашто ме прави во тоа формулација како личност и како да кажам, како граѓани што си го дал својот придонес. Но
сте барале начин. Значи, сте помогнале, сте го ангажирале. За среќа и за постојат невладините организации. Но, еве, да не бидеме толку самокритични, не е идеално ништо, но сепак да не ја губиме и таа можност, да кажам, или тоа што последниве години ние сме повидливи, зборувам како категорија на граѓани на лицата со поинакви вештини и способности, повидливи со тоа што сме и присутни. Кога значи дека сте присутен токму во институции или да речам се далеку сме од тоа да бидеме политички сеопфатни и да се направат тие чекори како што ги имаме, впрочем, тие идеални закони во хартија да бидат и на терен и во пракса, но присутни сме, еве, за прв пат институцијата председател назначи без никаква заднина, назначи лице со попреченост за таа кауза, за да биде поблиску, да, еве и лицата, не треба некоја специјална комуникација да се има со тие граѓани, но тој впечаток, дека тука сте, присутен сте, и во рамки на владата, исто има, што порано не било случај. Не било случај да имате советник или лице што ги представува тие граѓани, што ги представува тие права. Лица со попреченост или посебни потреби. Сите ние имаме наши посебни потреби, но кога станува збор за дискриминација и дали сме ние толку видливи и колку сме маргинализирани, до кога така, не знам. Навистина не знам, зашто многократна дискриминација тука се прави. Особено ако сте жена, ако сте уште ромка. Еве, додека слушав како вашите излагање, се потсетив на еден случај пред неколку години, одиме на еден, нема многу години, значи 3 години, на еден елитен ресор, Берово само градот ќе го спомнам и навистина, ние бевме на една обука, со нас беше еден наш колега ром и си седнавме да си нарачаме, нели, пауза имавме, сакавме и тој дел, убавиот дел да го видиме. Наводно луксуза да го видиме, верувајте, не служа. Не сака да не служат, само зашто имавме ром со нас. И тоа беше навистина, за среќа бевме во процес на една обука што не отрезнуваше и како битија, и како граѓани, и како социјални суштества. И ние станавме демонстративно, пола сат чекаме да не услужат. Значи, од тука поаѓајте, колку не сме се уште спремни. Може би, кампањите го прават своето. Невладиниот сектор постојано работи, цивил, особено за секоја чести за поздравување работа, конкретно на тематиките. Но, ајде направиме нешто заедно, би рекла, кога невладиниот сектор и институциите конкретно би делувале, кога внатре во себе ви ја гледале не со розови очила, да се разбереме, не е така идеално и совршено никаде, макар и има доста, еве тука и самокритични ќе бидам и во невладиниот сектор, каде безброј проекти се пишуваат, се добиваат едни одредени средства и тука завршува, ми се случило, пример, проект конкретно, декада на ромите, јас кога прашав луѓе, па каде имате ром тука во групата? Ниту еден. Тоа мене ми беше толку фрустрирачки, толку што не можев да верувам дека вие, како кампањата што оди, впрочем, исто и за лицата со поинакви способности, ништо за нас, без нас. И тогаш реков, вие правите нешто што треба да ги вклучите тука, присутни да бидат, прво, да се видат, без разлика дали сега, да не правам исклучуци на тоа колку се спремни или не, се учи со присуство, да научиме и ние самите таа кохезија, таа разноликост, да ја имаме, но конкретно и да научиме да ги прегрнеме нештата, различностите. Не знам, темата е многу опшина, за жал, јас ја почнав со личен пример, но не можеше како да не реагирам и да не спомнам нешто кога цела слика ми се врати макар и пред една декада што се случило тоа. Основните вредности на слободата, човечкото достоинство, социјалната правда, безбедност и недискриминација се суштински за одржливиот економскиот и социјалниот развој и ефикасност на една земја. Кога ќе почнеме системски да ги решаваме проблемите, не дека нема да имаме проблеми, но кога ќе имаме многу помалку проблеми, ќе зборуваме за позитивни случаи, за херои на нашето општество, секогаш ние ги зимаме за пример, не знам, во некои далечни земји, во некои далечни континенти, а не сваќаме дека тие луѓе тука ни се околу нас и тие херои се тука и во општество функционираат и работат. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.